Почитувани съветници, днеска јас бивам улога на председавач на Советот. Морам да информирам дека заради лични причини председавачот како председател на Советот си даде оставка и за тоа, значи на оваа 24-та седмица на Советот на општина Демиркапија ја водам јас, врз основа на член 47 став 5 од Законот за локална самоуправа и значи како највозрастен член на Советот на општина Демиркапија, тоа сум јас и Елизавета Петрова, денеска добивам улога на председавач. Констатирам дека имаме множество денеска во Советот и затоа можеме да продолжиме понатаму и правно да и по-важно да одлучуваме. За работа на денешната 24-та седмица го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Демиркапија. Точка број 2. Предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Демиркапија. Точка број 3. Предлог решение за разрешување и именување на председател и член во Комисијата за ратификација, мандати, прашање, избори и именување. Дали некој од вас има нешто да додаде во дневниот ред? Ако немаме, да гласаме. Кој е за дневниот ред? Едногласно. 7 члени. 7 гласа. Пред да помириме на дневниот ред, сакала да нешто во врска со записникот од претходната редовна седмица. 23-та, дали има некој нешто да каже, да додаде? Ако нема, да гласаме по записникот од претходната редовна седмица. Кој е за? Едногласно, 7 гласа. Продолжувам понатаму, значи отвора преписка од дневниот ред. Прва точка, предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Демиркапија. Ја молам општинската администрација да даде нешто по-детално во врска со тоа. Прво за кој станува? Да, за првата точка од дневниот ред, значи станува збор за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Демиркапија на Андон Крстевски, значи досегашен председател на Советот на општина Демиркапија. Оставката е доставена на 13.9.2023 година и имате значи во прилог на материјалот листата и од лични причини. Со самиот престанок на мандатот на член на Советот престанува и функцијата председател на Советот на општина Демиркапија. И овој значи ова предлог решение согласно член 46 став 1 алинеја 1 и став 2 алинеја 1 од Законот за локалната самоуправа, каде што се наведени основите по кои што може да престане мандатот на членот на Советот. По донесувањето на решението, значи примерокот на решението ќе се достави до Андон Крстевски, до Општинската изборна комисија, која што понатаму значи има постапка за избор, за верификација на следен член на Советот, од листата на независната листа на Андон Крстевски. Благодарам. Дали има некој нешто да додаде? Да. Помириме на гласање. Значи, предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Демиркапија. Кој е за? Едногласно се гласува со тоа значи на членот на Советот на општина Демиркапија господин Андон Крстевски да станува мандат. Со денешниот датум. Со денешниот датум. Одиме понатаму, точка број 2. Предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Демиркапија. Значи, за втората точка од дневниот ред станува збор за советникот Рајче Николовски од листата на СДСМ. Исто така има поднесено значи изјава лична оставка до Советот на општина Демиркапија на ден 18.9.2023 година. И како што кажете, претходните значи основи се предлага престанок, да се констатира престанок на мандат на член на Советот на општина
Демеркапија, за да може значи општинската изборна комисија го повика следниот од листата, за да може да се верифицира мандатот на следниот кандидат. Благодарам. Некој Гордан има нешто да додаде, да сугерира, да се разложи? Нема? Поставам точката број 2 на гласање. Предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Демеркапија. Кој е за? Едногласно, 7 гласа за. Со тоа значи констатираме престанок на мандат на господин Крајчев Николос. Николос изима од улицата на СС. Точка број 3 од дневниот ред, предлог решение за разрешување и именување на председател и член на комисијата за верификација мандати, прашања, избори и именување. Да, комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања е формирана на 15.11.2021 година. За председател на комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања е избран Андон Крстевски, а членови на комисијата се избираат Панча Лазаров, Зоран Стојанов, Елизабета Петров и Евка Носинов. Бидејќи значи престанува мандатот на Андон Крстевски, заклучно со денешната седница на Панча Лазаров претходно му е констатиран престанок на мандат. Заради тоа се предлага значи кандидати да се предлагаат кандидати за дополнување на председател на комисијата и член на местото на Панча Лазаров. Благодарам. Колеги, ајде да видиме на предлог за член на комисијата за верификација на мандатни прашања. Еден член на местото на Панча Лазаров. Мој предлог, лично член на комисија за верификација на мандатни прашања и именувања, наместо разрешението, односно престанокот на мандатот на Панча Лазаров за нов член на комисија предлагам да биде предоставен. Друг предлог да имаме? Немаме. Имате? Да биде Александър Галапчев. Добро, одиме согласие на првиот предлог, кој е за член на комисијата да биде Стојна. И јас ќе гласам 6 гласа за, 1 против и воздржал се, колега? Воздржал се. Добро. Ајде сега да видиме понатаму со вториот. Кој е за? Не, само еден. Значи само еден. Значи констатираме дека со 5 гласа за член на комисијата е Стојна Ѓурѓиева. Да влеземе записно. И сега одиме со избор на председател на комисијата. Од сега веќе и новиот член. Така? Фактички сега треба да учинимо комисијата. Бидејќи сега комисијата за мандатни прашања веќе има 4 члена. Значи членовите на комисијата меѓу себе сами избирани председател. Како? Значи, кога ги формираме ги, не разрешението, пример, кој е распуштено. Значи, кој бира председател? Целиот совет или само комисија? Совет, Значи, советот го бира председател на верификациона, а имаме и извадок и службен вестник. службен гласник, да. Да, службен гласник се дементарно, општина така. Това се извадок од закон за гласник. Вие тоа што состанате, затоа што првично бидете се состанате и избрате претходно и ја дадоте предлог листата, кој што решение, да, кој што советот го донесе како решение со предлозите. Значи, главниот збор го носи пак на советот. Така да, Може да се договорите за тоа што сега сме тука се собрани, да дадем предлог и да... сите членови сте и присутни моментално. Значи, сега советот да даде предлог за членовите на комисијата за еден да биде председател. Значи, од советот да верификациона комисија. Плюс уште еден. Членовите 4 и еден председател. Членовите дават предлог или совет
мислите да... Како сакате, како ќе се договорите членовите на верификационен евент, дайте предлог, например, кој да биде не од вас, туку од некој што не е веќе член. Значи вака. Ама може, например, може треба некој од членовите да биде председател. Ако сакате некој, па на некој ќе му престане, значи ако биде председател, ќе му престане член да биде. Че член тоа, да, тоа е веќе друго. Да. Ако сакате од сега. Се договорим дали съветниците ще дадем предлагат или само вие комисия, они ще се предлагат. Можете да дадете с кој Јас сакал Еве мој предлог. Значи да дадеме предлог од посечките членови, со тоа што речи многу именување од член од независните, најверојатно ќе има, мислам ќе треба по некоја логика и некоја равноправност да биде учесник во таа комисија, така да од постоечки. да биде како член, значи автоматски да влезе како член ново избраниот од независни. А сега корицата ние што сме тука да избериме председател на комисија. Некој друго. Значи па че има точка член за шумање што каже значи Мора да се свика комисија. Кој ќе свика? Мора да се свика комисијата пред да се верифицира тези. само што треба пак има представник на член што Следниот пат. за да има Ако некој од вас стане председател, значи ќе направиме измена на следната, значи тој ќе му престане член, а ќе биде председател. Значи, дали сте добро радата сега, да дадеме предлози. Ајде да видиме кој имате ли предлози за председател на комисија. Айде да го комисија некој да Победи Добро. Дали имаме друг предлог? Немаме. Може да подигнеме на гласање. Кој е за господина Зоран Стојанов да биде председател на комисијата за верификација на сите сме за. 7 гласа гласно. Од председателно. Ето веќе сите господине. Колега. Со тоа, значи, и третата точка од дневниот ред за именување на разрешување на именување се именува господината Стојна Ѓорѓиева како член на комисијата за верификација на погрешните именување, а господинот Зоран Стојановски како председател. Се разрешува од член, а станува председател. Да, станува председател. Им честитаме за новата функција.